На истекот на првата декада од ноември жетвата на оризовата култура е извршена на околу 90% од посеаните површини. Иако земјоделците планираа до овој период целосно да го соберат родот од нивите, врнежите од дожд ја пролонгираа жетвената кампања и го доведаа во прашање успешното завршување на истата. Според подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани се уште неожнеани површини има во атарите на селата Оризари, Тркање, Спанчево и Соколарци. Надпросечниот воден талок овде ги наполни нивите и ја пролонгира жетвата на неопределено време, односно до создавање услови комбајните повторно да влезат во полињата. И бидејќи секоја мака не оди сама, покрај тешката жетва земјоделците сериозно ги погоди драстично намалениот принос по единица површина, кој практично значи губење на планираниот приход. Едни велат дека изгубиле по 200 до 300 килограми арпа по декар, а други тоа го мерат во вреки, па споредуваа дека лани наполниле помеѓу 15 и 18 вреки, а есенва од 20. Ограничениот промет на оризот во државата и во регионот додатно ги оптовари земјоделците, бидејќи откупните цени забележаа рекорден пат, што гледано долгорочно може да го доведе во прашање понатамошното одгледување на оваа некогаш стратешка култура. Оризопроизводителите пресметале дека со 12 до 15 денари за килограм арпа не можат да се покријат ниту трошоците во производството, а камоли да се оствари некаков профит. Во таква ситуација преостанува само подкрепата од државата, преку субвенциите кои по три основи ги добиваат земјоделците, колку да возможат екзистенција до новата производствена сезона.